Здраво на сите. Јас сум Мартина Дурлјанова. Доаѓам од Порака Нова, од Битола. Јас сум координатор за социјална инклузија. Како некои што знаете, Порака Нова има канцеларија во Струга, каде што биле самите почетоци. Меѓутоа веќе се проширивме, имаме канцеларија во Битола. Јас работам тука веќе 2 години. Имаме досега спроведено доста активности, доста проекти. Еден од тие проектите е Call for Action. Исто така дел од вас можеби знаете, во склоп на проектот имавме анкети, имавме направено едно истражување за пристапноста во нашата средина. Имавме направено и анкети, каде што ги прашувавме и лицата со попреченост, и нивните фамилии, меѓутоа и представниците на институциите, колку се тие запознаени со пристапноста, што за нив значи. Истражувањето ги имате на страната на Порака Нова, нема да ви пратам линк, затоа што ќе ви биде едно од задачите во курсот, така да се ќе ви биде пратено, се е убаво стокмено во самите модули. Значи, во текот на денешната презентација исто така ќе ви кажам кои се чекори треба да ги следите. Во меѓувреме може да продолжиме со представување. Мене овде ми излегва прва Ева, Маја, Симона и Зоки, така да можеме да одиме во тој редослед. Добар ден, јас сум Ева Крстевска, дефектолог. Донедавна работев во ресурсниот центар Кочо Рацин Битола. Сум била на неколку проекти од Порака Нова и тоа е тоа, доаѓам од Битола. Фала ти. Тоа значи Маја, Симона и Зоки. Добар ден до сите. Маја Тимитковска, социјален работник во Дневен центар за лица со попреченост Кавадарци. До сега ова ми е прво вклучување во овој проект и би сакала и понатаму да соработуваме и да бидеме во текст со сите новитети и сите позитивни работи што би биле најдобри за корисниците. Фала ти. Здраво, јас сум Симона. Исто така јас неодамна работев во ресурсен центар со основно училиште Кочо Рацин Битола. Се вклучувам во проекти од Порака Нова и допрво мислам дека уште поактивно. И сум од Битола. Фала ти. Зоки, повели. Само секунда. Ова камерата не ки нешто да работи моја. Тука сме. Здраво, јас сум Зоран Свирковски од Битола сум. Од 2018 година сум асистент, провајдер ми е Црвениот крст од Битола. Иначе, ова работа, практично работам од 94 година и кога не знаевме дека се викат овие асистенти, што е работата ова работа, така да продолжив на таа тематика, тоа што го имам учено нема врска со ова работа, така да еден неубав настан во животот ме натера да се посветам на ова работа. Така да на обуки имам учествувано и на она првата обука за лични асистенти која донесе една хрватска организација, тоа беше во 2017 година. После следната година почна и кај нас, така да ме интересира ова работа и затоа сум тука. Фала ти. Значи, се надам дека ќе одговориме на дел од вашите прашања, кои што со текот на годините се натрупуваат, меѓутоа ваша задача ќе биде и вие самите да одгатните, да барате начини како да барем на дел од проблемите да најдеме заедно решение. Целта на обуката е да ве поттикне пред се. Значи, ќе ви споделуваме искуство од нашите партнери од самиот проект, кои што се од Шпанија, од Португалија.
Секогаш нелесно е да кажеме таму во странство е така, кај нас ништо не е, меѓутоа се надам дека ќе ве поттикнеме, дека и кај нас нешто, барем со помали чекори, со помали промени ќе почнеме да се движиме кон подобро. Затоа што кај нас секој мала промена, секој мал успех е многу битен, многу значен и многу ни влие на нашата мотивираност, посебно кој е прифатен од околината, и затоа се надевам од нареден пат ќе видиме во поголем број, ќе се потрудиме да одговориме на времето на сите да му одговара. Повеќето ми рекоа дека му одговара после работно време. Така и испадна, така значи затоа излеговме во пресред. Сега, јас значи ќе ви споделам прво презентацијата. Секунда. Само да е. Share. Дали гледате сите презентацијата? Значи, како што напоменав на самиот почеток, се работи за Call for Action проект, кој што е финансиран од Erasmus Plus K2, Education, Small Scale Partnership и Надол. И во основа во овој проект сме 3 партнерски организации од Македонија, значи Порака Нова, Салвадор од Португалија и Impulsa Igualdad од Шпанија. Сега. Што е целта на проектот? Значи, целта на проектот е да ги потенцира недостатоците на пристапноста во јавните простори, како што се паркови, тротоари, училишта, значи цело на јавен простор, каде што сите се движиме, со главните причини, значи, зошто и како лицата со попреченост се исклучени и како јавните простори, односно непристапноста на јавните простори, ги прави нив да бидат исклучени од реалноста, од се она што се случува наоколу, макар и едно обично одење до маркет. Значи, тука се и специфичните цели на проектот, кои што нема да ги набројам, меѓутоа ќе ви ги кажам, ќе ви ја пратам цела оваа презентација за сите што се заинтересирани. За понатаму за целите на проектот и како исто така од овие цели може би ќе извлечете некоја поука за да продолжите понатаму со ваши идеи. Како што напоменав претходно, партнери на проектот се Асоциацијата Салвадор од Португалија, Impulsa Igualdad од Шпанија и Порака Нова од Македонија. Сите тие се искусни во со лицата со попреченост и со изнаоѓање на решенијата за пристапност. Значи, исто така од Португалија организацијата е доста активна и е доста почитувана и прифатена од околината, затоа што има направено доста влијание. Значи, преходната година бевме во Португалија, веќе ги видовме незините производи, како околината, институциите ја ценат нивната работа. Impulsa Igualdad исто така имате искуствите работа со лицата со попреченост, меѓутоа тие се повеќе искусни во работата со спроведување на проекти, на тренинзи и нивното искуство, нивното знаење ни го насочија нас за како ние сега овие обуки да ги држиме, да ги спроведиме на нашето локално ниво. Порака Нова, како што некои од вас веќе имат искуство, се има вклучено во нашите активности, во нашите проекти. Е граѓанска организација која што работи за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост, вклучувајќи ги нивните семејства. Работиме веќе 40 години на ниво на Македонија, а 20 години веќе имаме искуство со проекти посебно од Erasmus програмата, но исто така ни ги исклучуваме и сите други балкански и европски фондови кои што ни излегле во пресред. Исто така имаме и регионални и
интернационални. Од Македонија исто така имаме поддршка од повеќе министерства, имаме проекти во заедничка соработка, а последно време имаме доста поддршка и од општина Битола, преку која имаме веќе организирано проекти каде што се како што се дискриминација на лицата со попреченост, преку која што имавме едукатори, peer educators, кои што на наученото го пренесува на своите врсници во нивните училишта. Потоа имаме и групи за поддршка кои што се насочуваат на родителите кои што имаат деца со попреченост и нивното искуство. Значи досега имавме 15 обуки, 15 средби со родителите и се она досега што кажале нас не мотивира и не поттикна за понатамо да работиме на идни проекти, да преземаме идни чекори, а дел од нив се исто така се ни влијае на овој проект, односно нова обука, на каков начин повеќе да излеземе во пресред на пристапност и какви се прашања да воведиме, за да биде подобро, затоа и на почетокот, како што кажав, значи има од што да научите, меѓутоа ќе ве поттикне и вие да со своји препораки, да давате решенија, да давате идеи и понатаму на последната сесија веќе ќе разговараме како ова наученото, вашите предлози, понатаму да премине во и понатаму наученото да премине во акција, кој што сите заедно ќе делуваме и ќе работиме. Досега, значи во склоп на проектот, овде бевме лани на сликата во Португалија, во Лисабон, имаше настан, пристапни разговори, каде што лица кои што беа представници од институции, на каков начин организацијата Салвадор ним им помогна за да ја решат пристапност и нивната фирма да биде повеќе пристапна, значи да не е само рампа, туку да ги земи во предвид сите работи и да створи една пристапна средина за лицата со попреченост. Во склоп на проектот имавме значи проценка на потребите, односно имавме едно истражување каде што секоја организација направи едно истражување на својата држава. Исто така ова истражување ќе биде една од вашите задачи во курсот, да го прочитате и се она што мислите дека треба да се работи и ваши препораки за да се надополни ќе бидат добре дојдени. Направивме истражување за проценка на тековната состојба. Направивме анкети, како што ви кажав, тоа беа и за лицата со попреченост, и за нивните фамилии, и за луѓето кои што работат со лица со попреченост, и за луѓето кои што се представници на институции. Понатаму следува пристапните разговори во Лисабон и ова е веќе последниот дел на онлайн курсеви. Значи се она досега што го истраживме, што го видовме, да го направиме во еден онлайн курс, односно да го пренесеме на вас, да научите за понатаму и вие заедно сите да го продолжиме во идни акции. Сега, во врска со онлайн курсевите, како што ви кажав, ќе бидат снимани. Добро е сите учесници, значи ќе имаме 5 средби, добро е барем на 4 средби да присуствуваат, за да бидат нели релевантни, понатаму да добијат признание дека учествувале на обуката, од кои што на 4 курсеви ние на 4 денови да речем, секој понеделник, иако вчера беше неработен, значи денес е вторник, 4 часа ќе имаме онлайн, каде што ќе ви ги презентира модулите, а ќе имате една недела да ги решите задачите, она што денес ќе ви го кажам, како да го решите, што да го решите, нема да ви одземе многу време, најмногу можеби час, еви 2 часа нека се, меѓутоа можете да ги завршите задачите во вашето слободно време. Значи ќе имате за тоа една недела. Сето тоа ќе се одвива онлайн, ова презентација и од модулот ќе ви биде прикачена за да се потсеќате и понатаму полесно да си ги спроведувате задачите. Значи, овие курсеви со суштинско значење за зајакнување на вашето знаење и со овие активности, со се ова научено, значи да помогнеме заедно во пристапноста, да ја лесниме пристапноста и веќе кај нас на повисоко ниво да ја крениме свеста дека
Пристапноста не е луксус, дека е потреба на сите. Затоа што во пристапноста, во пристапни средини, не се само лицата со попреченост, туку тука има и повозрасни лица, лица кои што во одреден момент поради одредена состојба имаат одредена попреченост и потоа мора да се надмине и нормално да со наша заеднички сили значи да креираме ефикасни стратегии кои што подоцна ќе бидат за подобрување на животот на лицата со попреченост. Овие се очекуваните резултати дека преку ова знаење, преку она што ќе го научите дека ќе се загнат вашите вештини за полесно да делувате во областа на пристапноста. Ова се надеваме дека после обуки ја гледате сите? Да, да. Така. Значи, ова се резултатите од курсот. Се надевам дека после вашето вклучување, значи како учесници, дека ќе ве мотивираме да преземете активни чекори и дека се ова што ќе го зборуваме, се она што ќе го научите, нашите зборови ќе преминат во акција. Сега, како што ви кажав и во самиот имейл, обуките имаат 4 модули, односно првиот модул е правна инклузивна култура, она што малку покасно ќе ви го кажам денес во првиот модул, а ќе го решавате во текот на оваа недела. Вториот модул, односно кога ќе се видиме наредниот понеделник, ќе биде практични стратегии за пристапност. Исто вака, меѓутоа тогаш ќе ви го презентирам само модулот, ќе ви кажам кои ќе бидат вашите задачи, ќе си имате една недела за решавање на тој модул. Третата недела ќе биде застапување, јавна свест и соработка, односно тука ќе се очекува од вас малце повеќе активно да се вклучите, активно да ги потенцирате и активно да вие со ваше активно учество да придонесите во овој модул. И четвртиот последен модул е добри практики. Значи тука ќе споделуваме добри практики од сите три држави, односно од сите три партнери. Меѓутоа исто така дел овде исто така ќе се очекува и ваше активно учество за да споделите добри практики од кај нас од светот. И на крајот нормално која добра практика би можеле ние да ја имплементираме, да искористиме. И ќе имаме на крајот уште една петта средба, петна сесија, евалуација, каде што ќе разговараме од се до сега наученото, значи од сите 4 модули што сте научиле, што е она што сметате дека треба да го надоградиме, како да го подобриме, значи овој курс, кои работи да ги вметниме, кои работи ви беа многу корисни и помалку корисни, затоа што ова обука би сакале понатаму да ја споделуваме и до други учесници кои сакаат, кои имаат интерес во пристапност. И нормално на значи на последната средба ќе разговараме за активните чекори, кои, каде, што, како и сите тие работи, значи како нашите се наученото да го претвориме во активност. Сега, како што ви напоменав, значи обуките ќе се спроведуваат преку Google Classroom, ќе ви ја пратам, значи линкот од платформата. Секоја недела, значи секој понеделник ќе си имаме средба. Денес нова средба ќе се договориме во колку часот ви одговара за нареден понеделник, затоа што повеќето истакна дека му одговара после работно време, меѓутоа не гледа многу учесници. Така да и да е во текот на работно време, слободно, можеме да излеземе во пресред за да може успешно да се спроведат овие обуки и ќе имате секоја средба ќе има листа на учесници каде што ќе пополнуваат. Ви благодарам на вниманието. Ова беше таа кратка презентација. Сега исто така кратко ќе ви кажам што е она што ќе го обработуваме во модул 1.
Скрин. Дали може да видите? Да. Да. Така. Овој модул, како што спомна претходно, е правна, односно инклузивна култура. Тука малце повеќе ќе се занимаваме со презентации, односно ваша задача ќе биде да прочитате одредена презентација и да одговорите на едно или две прашања. Во меѓувреме, значи јас ќе бидам достапна и пристапна за вас. Доколку имате одредени прашања, нејасноти, слободно пишувајте ми, ќе ви објаснам за полесно да ги разберете. Значи тука за ова инклузивна култура, значи ќе се работи на одредени предизвици. Овде има споделување искуства нормално од Португалија и од Шпанија, меѓутоа имаме додадено и од Македонија. И тука, како што кажав, слободно, доколку имате нешто да се додаде, доколку знаете нешто плюс, слободно додавајте, ќе имате можност за тоа. Ќе ви кажам во Google Classroom како тоа ќе го додавате, значи ќе ви објаснам. За да ја збогатиме, значи за да го збогатиме овој курс, за да може на наредните учесници веќе да им се подобри и олесни пристап. Тука, значи, ова е разбирањето на реалност и концепција за инклузивна интеграција, значи што е исклучување, што е сегрегација, што е интеграција, што е инклузија. Тука ќе имате квиз, сега малце ќе го скокнам, за да не го знаете истинското прашање. Едно од клучните прашања за реалноста е еднаквоста. Што значи еднаквост? Што значи рамноправност? И што значи универзалност? Работи кои што повеќето луѓе ги мешаат, меѓутоа со и можеби се вака прости зборови можам да кажам, меѓутоа во реалноста не е така. Во реалноста се соочуваме со проблеми кога сите едни работи ги ставаме во еден кош. Сега, што значи пристапност? Значи тука ќе научите што всушност значи пристапност. Дека пристапноста не е само една рампа, дека пристапноста не е само да се стави на патека на улица. Значи пристапноста е широк обем кој што подразбира не само физички, значи тука има и делови, например, и за лицата кои што се глуви, и за лицата кои што се слепи. И лица кои што се обучени за да можат да ја спроведуваат пристапноста, за да бидат во секој момент на дофат на лицата кои што имаат потреба од нив. Она што веќе се спроведува во повеќето фирми за безбедност при работа, значи она што треба веќе да се направи, да се креира една безбедна и пристапна средина за сите луѓе без разлика на нивната попреченост. Ова е значи видео кој што ќе го гледате во текот на курсот. И кои чекори треба да се преземат, како да се препознаат предрасудите, гледам повеќето сте со искуство. Без разлика, ќе имате можност да додавате и ваши идеи, и ваши искуство со предрасудите, со разликите со кои што вие во секојдневието си имате соочено. Што значи попреченоста, какви типови на попреченост има, кој е нивниот недостаток и како ние да му излеземе во пресред. Исто така, како компаниите, како кај нас да се направи попристапна средина, односно попристапни компании. Значи, после ова се надам дека ќе бидите мотивирани за да му пристапиме на одредени компании, да ги научиме и обучиме како тие да бидат попристапни, каква средина да создадат и на каков начин да привлечат повеќе вработени, посебно оние кои што се со попреченост и како да го искористат нивниот капацитет. Што значи инклузивна комуникација?
на каков начин да се комуницира со лицата со попреченост, да не се истакнува и какви стратегии да можеме да креираме. Исто така тука има за трансформација на работното место, како да се направи и каква е реалноста, како што ја спомнав во Португалија, како тие ги решаваат овие проблеми, докаде се со процесот на пристапноста, каква е нивната реалност, колку луѓето ја прифаќаат и колку се отворени за да ја променат, кои се причините, и како тоа се одразува не само на лицата со попреченост, туку и на самата околина. И понатаму за Шпанија, значи имаме каква е ситуацијата во Шпанија, како тие се справуваат и каква е нивната прифатеност, затоа што Шпанија е огромна и не е само туристичките агенции, затоа што туристичките дестинации, затоа што голем дел од Шпанија е планинска, непристапна и е огромен проблем за лицата со попреченост и кои се нивните закони, легислативи за пристапноста во Европа, значи тука генерално ќе се учи за европските легислативи, каква е ситуацијата во Европа и земјите кои што се членки, какви имаат правила и прописи за пристапноста, како Обединетите нации се однесува кон тоа и како тие на каков начин изнаоѓа, значи без разлика дали е онлайн или офлайн. На крајот, значи последниот дел, затоа што тоа е задача, ќе биде да истражите кои се регулативи и легислативи кај нас. Како ние се соочуваме, со каква пристапност, односно непристапност ние се соочуваме, лицата со попреченост е преземено и како тоа влијае на околината. Сега ќе ви кажам за Classroom. Кажете ми дали го гледате ова? Да. Да. Сега, значи, овој модул 1 ќе го отворам, ќе ви дам пристап и вас. Значи, тука има модул 1, модул 2, модул 3, евалуација и сите те работи, кои што ќе ги правиме чекор по чекор. Првиот дел, како што ви кажа во самата презентација, е инклузивната култура. Односно, тука имате еден вовед, едно објаснување што значи инклузивна култура. Самото кликање во модул 1, имате тука сите задачи. Тука е вовед. Понатаму, имате презентација, разбирање на реалноста. Значи, каде и да кликнете тука, значи, кога ќе кликнете во, еве да се вратам, значи, кликнувате во модул 1, како што ви кажав, тука се сите задачи кои што треба да ги направите. Кога ќе кликнете во модул 1, тука ви се отвораат сите задачи. На почетокот имате вовед, што ќе постигнете и како ќе постигнете. Мислам дека ми стигнува некој да се приклучи. Сега, понатаму. Првата задача вие да ја прочитате, значи да имате исто задача. Разгледајте ја презентацијата и истражете повеќе околу темата. Значи, кога ќе кликнете тука, се ова е онлайн. Погледате ова? Да. Така, откако ќе ја прочитате оваа презентација, наредниот чекор е да напишете во коментар линкови што сте истражиле на темата. Наредното прашање е капацитизам. Тука ќе имате можност да одговорите директно на прашањата за капацитизам.
Наредното прашање е примери за капацитизам. Она, значи, од претходно што го видовте во презентацијата, она што истраживте, откако ќе научите што е капацитизам, наредното прашање е да наведите по 3 примери за капацитизам. Значи, откако ќе кликнете на овај линк тука, ви се отвора Jamboard. Тука ќе си напишите секој со различен стикер, значи ќе биде анонимно, кој како сака, напишете примери. Понатаму, нареден чекор е уште една презентација, разбирање на реалност. Откако ќе кликнете презентацијата, сама ви се отвора. Ќе го прочитате овај дел. Наредното прашање, наредниот дел е прашалник. Каде што, откако ќе го видите линкот, кој ќе биде прикачен, треба да одговорите. Значи, ќе биде прикачен линкот, и откако ќе го видите линкот, одите во прашањето. Значи, тука слободно можете да отварате и тука ви се сите задачи дадени. Тука се прашалникот, значи слободно тука одговарате, откако ќе го видите видеото, значи се е онлайн. Сите работи, значи прашалниците од Google Forms, Google Presentations, се да ви е на дофат, со секој кликање ви се отвора нов таб, за да може полесно да ги решите. Што се случи? Зошто се случи? Како да се спречи во иднина? Јас ќе ги гледам сите ваши одговори и откако ќе го завршите овој модул, понатаму наредната недела ќе разговараме дел за овај модул, што ви беше лесно или што ви беше тешко, и ќе одиме на наредниот модул. Така да ови исто така прашања, откако ќе ги одговорите, предизвиците со кои ќе се соочите, слободно да ги пренесите на наредниот состанок. Сега, тука има нова задача. На кој мит одговара следниот случај? Само кликнувате, тука е објаснет митот и тука треба само да одберете еден одговор. Значи, како што ви кажав, само кликнувате на сите овие задачи, тие ви се отворат во нов. Не треба ништо да додадите сами, да одберете, значи само кликате. Повторно има наредниот чекор е презентација. Треба да ја прочитате презентацијата, значи се е олеснето, ова е малце долга, исто како што ви кажа во претходната презентација. После презентацијата е прашалникот за инклузивна стратегија. Кои се прашањата од овие и како да се направи една трансформација на работно место. Овие се некои вистински приказни, за како да се створи една пристапна средина. И тука ќе имате задача да си одберете еден случај. Тука, значи, ваша задача, име и презиме, ќе си го додадете вашето име, за да видиме кој учесник, која компанија, кој учесник, кое прашање го одбрал, од која институција или организација доаѓате и како наведениот случај ќе помогне за да се креира една пристапна средина и што вие би презеле. Значи, прашањата ви се во воведот. Ако е полесно, јас можам да ги додам и тука во посебен дел, сценаријата се тука, и за да може после полесно да ги одговорите овие прашања. Сега, има уште еден дел кратко, значи пред да преминеме на правната култура кај вас, ве молам прочитајте ги презентациите за правната култура во Португалија и генерално во Европа. Оно што претходно ви кажам. Детално и убаво ќе ги прочитате правните култури, како е кај нив решено, а наредно ќе ви дадам, одно што ви кажав, од проектот што имаме ние истражено, овде е на англиски, затоа што се работи за европски проекти, треба да го правдаме на англиски јазик. Ќе биде представено значи се надам дека нема да биде проблем, ќе ги прочитате тука истражувањето кое што ние го направивме. Значи сите презентации се тука прикачени. Овие се анализите кои што ги направивме со лицата со попреченост и на крајот, во последниот документ,
ќе имате дел да го споделите вашето мислење со ситуацијата кај нас, а се однесува за пристапноста. Каква е кај нас културата? Слободно може да споделите линкови од релевантни институции, од значи линкови од ваше искуство, од ваше знаење, она што сте работеле, или пак и она што сметате дека требало да се направи, а не се направило, меѓутоа за тоа ќе ни треба доказ, значи сите линкови се од ваше искуство, ставете го тука, за да ја видиме ситуацијата кај нас. Нареден час ќе поразговараме малку дали ви беше лесно да ја истражиме ситуацијата кај нас, дали лесно пристапноста кај нас, дали е лесно да се најдат документи за да се спроведе пристапноста кај нас. И на крајот има една евалуација, односно прашалник за модул 1, што научивте, како научивте, дали ви беше лесно, тешко и сите ти работи. Ова е за сега, значи модул 1. Јас ќе ви дам вас пристап до модул 1, ќе го разгледате и за сите работи, за сите прашања ви стојам на располагање. Ето така. Дали имате прашања? Дали ви изгледа тешко или лесно? Јас мислам дека едноставно е, а баш интересно ќе научиме нови работи. Имате Да, до сега и јас. работено на класрум? Јас имам аба една обука исто вака на сличен начин беше, сега не се сеќавам дали точно беше преку Classroom, ама ист концепт. Супер. Значи, јас се кажам, ви стојам на располагање за све што имате, се што нема да ви биде јасно, ви стојам на располагање за да го да објасниме, да го средиме, дури по потреба можеме да имаме и уште една наредна средба. Значи, можам онлайн да се вклучам за полесно да ви објаснам, или пак заедно да го решиме, да ги решиме задачите, доколку навистина имате проблем да го решите, да го средите. Јас ви стојам на располагање ваци на сите учесници кои што сега не се приклучени, а ќе му пуштам линк за да од оваа обука, за да видат на каков начин се решава курсот, и ви стојам на располагање на сите доколку имате некои нејасноти во решавање на модулите. Фала. Некој прашање? Јас не имам. Не, и јас. Фала ви многу на одвоеното време и на присуството. Уште еднаш да напоменам дека добро е за на крајот да се добие признание дека сте учествувале на обуките. Добро е, значи, од 5 состаноци, барем на 4 да присуствувате. А во меѓувреме, во слободно време да си ги пополнувате задачите од обуката. Ви благодарам.